Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. По некоја случајност, јас сум таа Елена и навистина ми е драго што ќе бидам ваш домакин и оваа вечер. Знаете дека Фидбек со Елена започнува секоја сабота од 19:15 часот, што значи дека верувам дека веќе сте покрај малите екрани и дека ќе проследите уште едно фантастично издание на Фидбек. Како и секоја сабота, така и оваа сабота се потрудивме да имаме одлични гости, да имаме супер разговор, да имаме многу музика и многу забава. Се со цел да ги задоволиме вашите префинети вкусови и се разбира да сите заедно се расположиме. Тоа што е наша задача е да пробаме нашата енергија овде што ја имаме во студиото, да ја префрлиме некако во вашите домови или каде и да се наоѓате и да се забавуваме заедно. Не должам многу, започнуваме. Keep the fun. Ете, ги видовме и фотографиите на мојата вечерашна прва гостинка. Станува збор за Лилијана Атанасова или позната како Лилија Акустик. Тоа го кажувам бидејќи освен нејзиниот прекрасен глас не и треба ништо друго освен нејзината гитара. Препознатлива по својот стил, препознатлива по својот имидж, препознатлива по настапите кои што ги има и дипломирана музичарка и се она кое што можам да го кажам пофално за неа, ќе го кажам и јавно, меѓутоа ќе го позборуваме и заедно со неа. Лили, повели. Вака не, ева вака преку маса. Повели, застани си. За почеток, како си? Добре ни дојде во Фидбек? Одлично, одамна не сум била во Телма и тука прекрасно ви е стварно студиото. Опуштена е атмосферата. Опуштена екипа, опасна е. Опуштена атмосфера, опасна екипа. Да, добра екипа, стварно. Тоа е тоа. За почеток, Лили, си кога шудиме со никои така, малку по ноншалантни прашања. Добро. Така да за почеток ќе те прашам свирење или пеење? И двете идат во комбинација. Ако треба да одбереш? Не можам да се замислам само да пеам, некој да ми свири. Не дека не ми е убава, ама некако кога јас си го давам тој стимул со гитарата, пеењето е поубаво, свирењето е поубаво. Ајде, не знам, не би одбрала. Добро, значи мора да е во комбинација заедно. Мора да е во комбинација секако. Океј. Жива свирка или студиски настап? Секако жива свирка. Мислам, јас сум и актуелна и популарна по тоа. Така ме знаат. Така да изборот е секако жива свирка. Секако жива свирка, не се сомневам во тоа. Да. Штип или Скопје? И зошто? Штип ми е драг, пошто нели, бидејќи таму ми е детството, таму сум пораснала, таму средно музичко завршив, таму го оформив првиот бенд, таму ми почнаа свирките, така ми е еден добар дел од мене е во Штип. Ама Скопје сепак ми даде нешто друго, нели некоја друга шанса за да можам и тука да го продолжам тоа преку многу комбинации, свирење со популарни личности, секаков тип на комбинации со двајца, со тројца, бенд и за на крај завршам сама. Така да и двата града си имаат влијание некакво врз мене. Ако треба да одбереш соло или свирење, односно пеење во бенд, што е тоа што ќе го одбереш? Предпоставувам прашање. соло. Соло заради тоа што, како што кажав претходно, навистина кога сум сама со гитарата и со дајрето на ногата, некако многу подобро функционирам. Не дека е тоа, мислам, воопшто не е себично, едноставно така сум се пронашла во тоа, не дека нема да ми биде добро и со бенд. Мислам, имам доста искуство со бенд, така да сега во овие години Повеќе ти одговара да бидеш... Јас, Лили, некако сум повеќе јас сама со гитарата и во последните неколку години дајрето на нога. И публиката секако. Без публика нисто. Тоа е оној фидбек за кој што ќе зборуваме и кој што се добива, се разбира, и најважен е од публиката. Омилен твој настап? Можеш ли да издвоиш? Стварно не би можела да издвојам. Порано кога свирав во джубокс, сега веќе не постои, би рекла дека секој настап беше приказна за себе. Да ме прашаш еден да одберам, не би можела, сите би ги одвоила. Сега тоа некако ми се повторува во еден друг локал овде во Скопје, кај што свирам секој петок
попладне. Вчера, тоа сакам да ти кажам, вчера свиреше во Форум Бистро. Ме интересира колку повеќе ти одговараат дневните, оние after work свирки или можеби вечерна свирка? Дефинитивно дневните. Како што кажав, стварно во оваа доба веќе кога сум не дека сум толку изморена, ама поубаво се чувствувам. Да си завршиш порано? Да си завршам порано и да си бидам дома На време. порано на време. Сега, нели, не се сите настапи и свирки денски, имам и навечер, но секако до 12 веќе јас сум дома, еден максимум, што е прифатливо. А иначе веќе знаело и да се сакам да заглави, сум си така. порано дома. Во Џубокс кога свирев се враќав дома во 3. Следниот ден е пропаднат, така да. Да. Добро, беше помлада, беше се поразлично. Сега мислам дека не би можела така да имам континуирани настапи И тоа вечерни настапи. Сега имам една таква понуда и искрено се мислам дали да ја прифатам поради тоа што е малку подоцна. Во 12 треба да почнем до 2. Ајде, уште си млада, можеш ти. Кој ќе се навикне човек порано да се заспива така. Омилен изведувач или изведувачка? Може и да се странски, нема да се наше. Од тука дефинитивно ми е тоа што се уште нели музата и инспирација на некој начин. Неговиот глас, неговите песни, неговото постоење едноставно, неговата енергија што се уште ја чувствуваме, а од странските би ги издвоила Ед Ширан, во поново време Теди Свимс. Мислам сме дека на иста линија. Да, мислам дека тука би застанала од соло артисти. Супер. Да. Чај или кафе? Кафе. И чај, но преферираш повеќе кафе. поготово утринско кафе. Бидејќи знам дека имаш некогаш и настапи надвор од државата, сум те видела и во Хрватска, и во Грција. Што е тоа што би го одбрала? Хрватска или Грција? Па во Грција не сум толку, не сум една сум имала, супер искуство беше, добро на некој начин приватна забава со овде нашинци таму отидени. А Берлин ми е мене преубаво искуство за музика, така да би го издвоила Берлин, пошто стварно Берлин е и по тоа познат по стрит перформанс. Во Сплит беше прекрасно, друга е публиката, друг е менталитетот, сепак Берлин е тоа што повторно можеби и би го направила. Супер, Лили, овде за кратко го завршуваме разговорот, меѓутоа ќе си продолжиме на онаа страна. Во ред. Keep the fire. Нормално, според фотографиите, ви ќе предпоставувам дека знаете за кого станува збор. Тоа е нашиот музички амбасадор, би рекла, Јоце Панов. Човек со исклучително убав глас, човек кој што ни подготвува нешто ново за 8 март, меѓутоа за тоа ќе позборуваме малку подоцна. Човек кој што во последно време го гледаме и во улога на професор по музичко образование во гимназијата Јосип Броз Тито, ќе го распрашаме како се снаоѓа во таа улога. И човек кој што едноставно го има фатено вистинскиот правец, барем што се однесува и на личен и на професионален план. Ќе го повикам Јоце Панов. Повели, Јоце. Како си ми? Вака, ајде. Преку маса строго. Преку маса строго, бариера. Преку маса бариера. Кажи ми како си? Супер. Драго ми е што те имам за гостин. Благодарам и мене ми е многу драго затоа што е прекрасна атмосферата и многу ми е од секогаш кога сум те гледал ми е така пријатно и сум рекол кога ќе седам на таа фотелја да уживам. Можност да си поседиме и да си поразговараме и да поуживаме и ние, се надевам, туку верувам дека и нашите гледачи. За почеток кажи ми, Јоце, што е тоа што те прави среќен, односно тажен? Среќен, односно тажен? Па среќен ме прават песните, мојата музика. Навистина тоа многу ме прави среќен, бидејќи цел живот некако живеам само за тоа, само за таа песна и некому му е само песна, мене ми е цел живот проткајан во тие мои композиции и многу ме прават среќен, особено кога луѓе ги сакаат и ги пеат. А тажен ме прави, па можеби,
да кажам, кога гледам дека помеѓу луѓето се помалку има љубов, се помалку има... А за жал сме сведоци се почесто За жал на сме такво сведоци. нешто. Тоа ме прави тажен, бидејќи не оди едно со друго. Музиката со таа љубов што ја даваме во песните, во музиката, не оди со тоа што се случува денес, за жал. Некако со Лили сте ми поврзани по штипска линија. Двајцата сте ми... Со Лили? Да. Имаме долга историја и цимери бевме, така да. Што убаво гледаш. Ете, баш ќе ми раскажете во однос на тоа. Ако треба да одбереш помеѓу Штип и Скопје, што ќе биде? Кој град ќе биде? Твојот? Па, за сега ќе би бил Скопје, бидејќи е градот кој град на могуćности, што викаат србите, на можности. И исто е тоа така и за кога станува збор за оние XU простори, тоа е Белград, така било и така останало секојаш. Има Белград точно некоја Па конкретно во нашиот шоу бизнис е тие се градови кои се Скопје, Загреб и Белград. Тие, ја би рекол, тој триаголник е тој што е репер за успех, конкретно зборувам за нашиот бизнис. Мене ми е жал што морам да го поставам тоа прашање, меѓутоа ако треба да се одбере помеѓу продуцирањето и пеењето на музика овде во Македонија и надвор од Македонија, каде сметаш дека повеќе можеш да успееш? Па, според самиот пазар, според бројката на публика, факт е дека кога ги држиш оние, пак би рекол, ете тие XU простори, не сакам да ги зборам XU, бидејќи искрено жалам за целата таа заедница, па таа заедница, затоа што моите роднини и од мајка и од татко, значи браќа и сестри имам во Србија, имам во Босна, имам во Хрватска и ми е некако, јас тоа го доживувам како едно. И што ме поголем пазарот, што ми има повеќе поголема бројна публика, логично е да работиш на поголем. Кажи ми, кој би бил твојот избор? Побрзи песни или балади? Балади. Некако си познат по баладите. Сепак сум романтичен и сакам балади. Имам брзи песни многу во кариерата ради тоа што работам цел живот тие настапи, тие ноќни клубови и треба на тие ноќни клубови треба да имаш и таков репертоар, ама баладата ми е нешто што е во мене. Еве исто како и Лили што ја прашав, жива свирка или студиски настап или не знам, можеби концерт или па сега бидејќи ја спремам концерт ми, ама пак е се тоа во живо и сакам кога е се во живо, па макар и да се погреши. Апсолутно. Има некаква посебна магија во тоа кога во живо ги изведувате номерите и кога го имате оној контакт со публика постојано. Тој фидбек, така е. Омилена дестинација за патување? Па, можеби Италија. Цела Италија општо. Значи многу места според она, ете би рекол, уметност, она префинето со на стара култура која е многу проткајана и со ликовна, ама многу и со музичка уметност, така да. Така. И за крај на овој дел од прашањата, омилен дел од денот. Ден или ноќ? Омилен дел од денот. Утро, можеби попладне, вечер. Па малку имам утро, бидејќи покасно се будам секојаш. Ама пак е тој омилен дел, кога ќе се разбудиш, кога ќе испиеш првото утринско кафе на клавир. Некако допрва почнува денот. Таа идеја допрва почнува денот и сепак секојаш утрото е тоа што би било подобро секојаш бидејќи нештото се буди. Супер, Јуце, се гледаме на позиција. Мислев ке замислиш друга песна искрено. Не, реков малце да успориме Малку да денес, успориме, ама добра песна. Refugees беа она? Refugees, да. Лорен Хил. Лорен Хил, да, одличен вокал. Ја и ти, освен што се гледаме овде на емисија, никако да се начекаме на друго место. Па да, кога не доаѓате на свирки нема да се гледа Да, само. ова знам дека ни е голем минус и јас ќе се договорам и со продукција, и со режија, и со сите што работиме овде да ти дојдеме на една журка Сите и да онака биде. убава да си поминеме. Може? Да, може. Едно, 2-3 маси фати за нас. Обавезно. Резервирани од сега. Обавезно, договорено. Те видов дека си пушташ во Ботаника Стандард, те видов некаде по зимскиве центри, некако стана мода тоа
да се пушта во такви зимски атмосфери. Сонцето, снегот и планината и чистиот воздух даваат Си го стварно прават убав. своето. Да, Имаме денес одлични гости, нели? одлични, супер. Супер, подготвувај прашања. Знам дека ќе имаме одлична музика и се Се гледаме. гледаме. Ете, како што е редот, ќе си сиднам јас овде до моите вечерашни гости, бидејќи никако апсолутно многу ве почитувам и двајцата и драго ми е повторно ќе кажам што сте овде. И мене. Благодарам на поканата и нам ни е многу драго. И сега, за почеток би почела со тоа дека и двајцата сте музички образувани. Знам дека и двајцата имате завршена музичка академија. Дали тоа значи дека љубовта се родила од нигде никаде, во смисла па еве се запишавме на музичко училиште или сепак имате некој по дома, некоја генетика, нешто што ве врзува за музиката? Па јас имам доста, мислам, цела моја фамилија и од страната на мајка ми, од страната на татко ми се музикални, некои од нив се бавели професионално, со настапи, како Чичко ми, Русе, како Вујко ми, Ванчо и така, некои, ама останатите само има талент, ама им се приклучувале дома кога пееат цел живот. Да, па некогаш под туш најдобро се Под пее. туш најдобро се пее, тоа е. Тоа е непишано Така да, правило. мене ми е неминовно ми беше некако генетски да морам да бидам тоа ете што сум. Добро, значи твоите почетоци практично се врзани уште од раното детство. Па јас зборувам цело време кога осознавав за себе на тие 4-5 години, јас мислев дека природно, дека е нормално во секоја фамилија секој ден да се пее. Ја мислев дека така треба. Да, дека тоа е Бидејќи секој ден нормално. тогаш сега например се изменија времењето, тогаш секој ден се одеше по гости, доаѓа Вујковци, Чичко, се кај нас дома, ние и секој ден нон-стоп хармоника, гитара на маса. Јас мислев дека животот тоа е нормално, дека така е во секоја фамилија, дека треба така. Така. Така да тоа ми дојде многу спонтано музиката во животот. Супер, Лили, која е твојата музичка приказна, всушност, и твоите почетоци? Кажа, генетика е дефинитивно во прашање, значи мајка ми е многу музикална и пеела на времето, не професионално, ама стварно убаво пее, веројатно од неа го имам наследено талентот. Како што кажа Јоце, на 4-5 годишна возраст, кога некако почнав да го гледам светот, го осознаваш светот. имав еден жолт ранец и наместо на грб јас го ставав напред и свирев хармоника на него. Веројатно моите тоа го приметија, знаеш, ми купија хармоника, првата песна ми е Бисер Балкански, сама буквално ја научив, имавме еден систем и така скриена во ќошето со хармониката и ги памтам мајка ми, татко ми вака на вратата гледат и знаеш, Ова наше дете ќе го кога мало биде. дете ќе почне само да си ја свири, значи веројатно е генетика и јас од мала знам што ќе бидам. Во 8 одделение кога не прашуваа што ќе се запишеш, ја немам нижо музичко, ама сум од 4-5 годишна возраст со инструменти, со Поврзана синтезајзери, со со хармоники, сите тоа. со гитари. Јас знаев дека тоа ќе биде средно музичко во Штип и дека после ќе биде музичка академија нели тука во Скопје. Така да од прилика тоа е тоа. Така. Никогаш не сум се посомневала, цело од мала сум со музика и ето. Така. Многу често знаеме да кажеме, односно постојат голем број на музичари. Има музичари и музичари. Кога го кажувам тоа, мислам и во негативна и во позитивна насока, се разбира. Што еден музичар го прави посебен, добар и успешен? Според вас, што треба да поседува еден музичар или еден извидувач за да биде добар и успешен? Според мене мислам дека треба да без разлика дали е школуван, мислам дека ако немал можност да се школува дали средно и факултети да мислам дека пошто имам случаи каде што има музичари не учеле средно и факултет, ама И тоа си го носи тоа во себе, така? Не, секој талентот е талент, ама пак сакам да кажам се нашле начин да осознаат како за нотите, да осознаат за акордите, структурата на акордите, што значи нашле модус да учат, да земаат часови приватно или со нивни блиски, така и мислам дека тоа е тоа што треба еден музичар да биде на некој начин елоквентен како за било која професија. Значи за да можеш да се изразуваш треба да си елоквентен, така и во музиката. Фали жар, а за да има жар треба некако фидбек од публиката. Знаеме дека фидбекот малку се расширува и
други мелоси, други жанрови, други тоа е баш приказна, соседни така е. земји, нели? Знаеме што се случува. И знаеме колку тие изведувачи ги полнат салите овде. Точно. Па мислам дека тука е проблемот. Тука кога ќе се малце освестиме, кога ќе даваме акцент на нашата музика, а не дека нема, има многу македонска музика, кога ќе отвориш YouTube, нели? Многу млади изведувачи и доста убави песни. Океј, тоа се на некои по-нови жанрови, може би ја не би нека се твори, важно е да се твори, да, така и е. се убави. Јас кога ќе слушнам, може би ја не би направила таков тип на песна како сега помладите генерации што прават, ама гледам дека прават. И од постарите генерации, но ето, мислам дека токму тоа фали. Така. Кога ние сами ќе си дадеме акцент Како да не си го цениме на своето. нашето, да. Веројатно не сме единствена што Не знам, Јуце, да размислува видиме вака. твојот став кој е? Побаво кажати, популацијата нели во помал број сме и можеби тоа кај луѓето им дава некако, бидејќи сите се знаеме, не може можеби да изгради некој си статус на, би рекол, звезда е можеби лош збор, ама на популарност таква за да луѓето бидат фасцинирани и да гледаат на начин како што гледаат на артисти што доаѓаат од надвор. Можеби јас барам некој оправдување сега, што не мора да значи дека е, ама барам оправдување на не знам нешто. Мислам дека моментот за поаѓање напред е пред се во нашиот мајндсет дефинитивно. И кај нас и кај публиката, и многу и кај публиката, зошто? Затоа што ако е на карта, нели, во Македонија знаеме дека сме ние сме барем сите музичари кои доаѓаат од надвор, ние сме овде ризница за концерти, за да се поминат најдобро и за да дојде публика. Сега, многу е како да кажам, парадоксално сега. Најдобри сме како публика. Како публика, ама не одиме на своите изведувачи. А за своите не сме најдобри како публика. Така е, тоа е жално. Многу е жално. Тој момент дека, пак ќе кажам, предпоставувам дека сега како е, пример, Јоце прави концерт сега, го знам сега Јоце, сега ќе купувам карта, тука е наше, така. Зошто да не ги помогнеме нашите музичари? Мене тоа ми е... Најверојатно они не го доживуваат тоа дека ако ако јас правам концерт, ако прави друг било кој македонски артист концерт, ако се купи една карта и ако се дојде на тој концерт, таа волја што му ја давате на тој артист утре да твори се повеќе и повеќе, тој е многу синџир ланец на целата наша нација како општество. На целата наша нација, на нашата култура, па на крај и национализам, така. Тоа е, од тука потекнува се национализам, не е само да ние се чукаме во гради и да јас сум од Македонија или знаме на грб. Се служувам. Мислам дека тоа е таа еден проблем имаме кај нас. Ајде сега, или па јас ќе му купувам, јас ќе го така. Има нешто такво кај нас. Меѓутоа, за тој од страна што ќе дојде не е проблем и 50 евра карта да се плати. Тој и не само тоа, објавува и вториот ден е распродаден, било кој. Еве веќе за еден од изведувачите, нема да ги спомнам, трет концерт веќе се полни, што ми е искрено несватливо и нејасно. Јас се чудам, ама пак е тоа. Ајде, оние кои фатиле од она југословенско време, оние повозрастни пејачи кои, окей, некако генерацијски на многу генерации, ама тие се многу малку, тие се бројат на една дланка. Се останато, пејачи кои се на наша возраст, така, кои имаат многу помалку песни од нас. Имаат можеби 2-3. Да. Ама таа продукција наметнала да тие 2-3 што ги имаат се популарни, овде кај публиката кај нас и тој без проблем доаѓа и распродава дискотеки, концерти, било како. Така е. Тоа е, мислам дека сепак е мајндсетот е, значи главниот и генерален проблем. Ние е чудно, на нас не е чудно. Да. Не својствено, односно некако сакам да зборувам цело време со музичарите на оваа тема заради тоа што сакам да се подигне на концерти на. Меѓутоа и јас ќе ги покажам овие карти. За дамите, значи ќе има концерт на 8 март, се разбира, во Филхармонија. Тоа е едно наистина прекрасно место, убава локација си пронашол. Убава атмосфера. Почеток 20 часот и се радувам кога треба да најавам некаков македонски концерт, посебно твојот Јоце. Кажи ми што ќе се случува на овој концерт и што да очекуваат? Па ќе има многу изненадувања. Посебно дамите. Да, посебно дамите, ќе има изненадувања многу. Само да кажам дека не е само
само за дамите. Знам. Да знаат, многу Затоа реков, посебно дамите. Многу ме сретнале на улица и оце, зашто вика не правиш и за нас мажите? Јасно. Не е само за дамите, така е најавата, бидејќи е денот на дамата, 8 март и така, ама јас напротив велам, сите кавалери треба да купат карти и да ги изненадат своите дами, да ги малку на поинакво место да ги однесат, освен ете ресторани и кафана, да дојдат малку на друг вид на музика. Ќе има многу изненадување од типот на сепак ќе пеа мои песни, значи ќе пеа мои композиции, ќе имам и останати композиции кои нема да откријам. Ќе бидеш само ти, дали ќе има гостин? Гости ќе имам сигурно, но бидејќи датумот е сабота, пред се сабота и 8 март, за сите музичари е ден кога негде настапува. Така е. Јас имам дуети со Наум Петрески, имам дует, Наум веќе ќе настапува. Имам дует со Зуица Лазова. Со нејзе треба да се слушам да видам дали имаме стварно една прекрасна песна која пеевме на Макфест. Имам дует со Дарко Филиповиќ, или пејач од Наврон Македонија. Да. Веќе настапува, има договорен настап. Имам еден машап, тоа не е дует, конкретно ама беше многу успешно со Александра Матрикс, една девојка која многу успешно ги работи тие миксови диџејски миксови на песни. И тоа што го направивме навистина многу беше популарно и многу е гледано и можеби она ќе биде на мојот концерт. Ако ти фалат гости, јас и Лили доаѓаме да запееме. Вие ќе бидете сигурни. Ама да запееме нешто, пази. Делот од програмата сигурно. Веќе Ама на сцена нема кога публика. слушнав преска на прва како пеете песна, викам ова мора да се. Сега ќе се провериме ние, ќе имаме Ова една. мора викам да се овековечи. Тоа ни е вежбано, не ни е прв пат, Елена. Така е. И во утринска на Тилма Да, повторно ќе се споменам сетиме. кога Лили ни беше честа браво. гостинка, знаевме да запееме. Да си запееме, да. Добро, ајде да си направиме една мала кратка пауза токму со музичка numera. Ајде. Лили, може ли прво да испееме нешто ти со твојата гитара? Требаше да биде изненадување, но веќе ти кажав по телефон. Веќе ми кажа, не издржа. Лили ми рече, знаеш што, една твоја песна, пејачот го сакаш и ти и слично. Значи овде ни се стишува музика во студио, чекај да си го земам текстот, да видам дали го знам. Sun is going down, time is running out, no one else around but me. Steady losing my mind, when shadows and grinding tears. Without you, there's no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep
лично, дали ќе поминеме? Поминувате и тоа со десетка. Лили, секако јас тука само малце како да се уфрлам во целото ова. Живите свирки за мене се магични. Го кажувам тоа заради тоа што секогаш го имаме моментот на контакт со публика, го имаме моментот на реакцијата на публиката, затоа што е друго кога вие во студио нешто свирите, па чекај, не е тој инструмент, повисоко, пониско, тона, това, она. Една е таа ситуација, друга е ситуацијата кога сте во живо на свирка. Како ја доживувате публиката кога ги гледате вака, кога ги известуваат вашите песни, кога ги знаат вашите песни? Колку ве полни тоа? Предпоставувам најмногу на свете. Мислам, пошто не е некоја голема сала, најчесто е тоа Да, може да и клуб и слично. И тука сме се осеќаме, се чувствуваме. Некако носи се тоа, кога ќе видиш дека ги пеат рефрените, дали моја или туѓа песна, се едно, секако е убаво чувството, предпоставувам и на концерт е така, кога таму е нели се погромогласно, ама тука е исто за мене преубаво чувство, мислам. Се ежам понекогаш кога ќе пеат на цел глас, кога и они максимално се опуштени, кога ќе им се допадне некоја песна и нели кога ќе се дадат максимално. И е преубаво. Тоа знае рефренот да се повтори по неколку пати на крај, бидејќи пеат. Да, го сакаат, го бараат. Така да убаво е. Крајната цел е таа, крајната цел на сите нас е токму тој настан, дали е настан во живо. И сите ние се што работиме, пак се сведува крајната цел таму. Дали е тоа настан во живо во локал, дали е тоа концерт, ама пак сите ние музичари во целиот свет, суштината крајна е таа. Реално музичар не би бил музичар доколку не може да испее во жива песна. песна. Да дојдеш таму и на крај да ја споделиш дали таа твоја песна, дали е туѓа, И без за вострот разлика. кога ќе добиеш, нели, макар и од една маса само. Нели секојаш даваш стимул повеќе за Ние со овации, Брик, јас и ти одиме со овации на нивните журки и свирки, може? Обавезно. И ние на твоите, се разбира. Кажи ми кога сум веќе кај тебе, дали имаш одредено прашање за Па гостите? размислував дали да им поставам прашања, ама викам ајде да не бидам Постави. досаден. Сакам да искористам на кварно уште малце од ова. Па ви ме прашал, дека бевте цимери. Како изгледаш утринското кафе со гитарче? Дефинитивно Би сакал си тоа да го беше слушам. многу кратко. Тоа беше само Супер еден прашање. месец. Да, мислам дека месец дена беше, да. И јас бев пред дипломирање 2004-2005 и знам дека тој период бев во Штип и ти беше во Штип. И некако се договоривме, нели, Скопје да ни биде целта. Ти веќе беше во тој стан и сега да не барам нов, имаше слободна просторија. Буквално еден месец живеевме заедно, ама беше супер. Добро сте имале искуство, е тоа, сепак. Навистина бевме цело време со гитара и кафињата Цело ги време, поминувавме да. со гитара. Имаше друга период, Кратко, кога бе. бидовме многу. Ајде, како не? Ајде би уште една сакал. сега, вие ќе си испеете една, јас нема да ви се мешам. Имавме и неколку настапи со... Ама одберете со си една Јоца, заедничка и кратко, Јоца сакам да го ама- слушнам, може? Ајде, Е, видно па што. еве ќе ја почнам, јас одбрав од Тоше Пројски, една малку постара, од првите Ајде. негови албуми. Чекорам сам, улици празни, прсти ме горат за твојата рака, дали ме сретна, за да ме казниш, да не те гледам, а да те сакам последен пат, кога те гушнам, посака вечно да траеме ние, најди си друга, од тебе слушнав, ноќта ме зема, за да те скрие. Гомувам ноќта небото, да ми те врати до твоето срце студено, поздрав да испрати. Нема што не би направил за да те видам. Душава плаче за тебе, каде да отидам.
Некаде во ноќтата писмо пишува и во мисли со мене се љуби. Упорно кај неја цела ноќ се јавувам. Гласот мој ко воздишка се буди. Некаде во ноќтата писмо пишува и во мисли со мене се љуби. Упорно кај неја цела ноќ се јавувам. Гласот мој ко воздишка се буди. Секогаш по дождот иде сонце. И па вие сте сонција. Чекам вака, морам да станам со овации, со овации. Сега сум го добил. Со песна. Ако вака би биле Браво, кафињата, секоја јас чест. сум би љубоморна, морам да Вистина бе, признам. ваки. Штубава. И токму во Прекрасно. убав момент, сега дека ги фати од Тоше песниве, имавме убав еден многу убав период тогаш, во дружба со Тоши и со Лиле и со неговата менаџерка. Тоа беше добри 2-3 месеци, баш Да. онака секојдневно, ќе секојдневно имаше раскажам ти случка, да. казната. Седиме со Јоце во станот и одеше реклама дека е златна буамара вечерта. И само вика... ќе Во одиме ли универзална на- сала беше. Во универзална сала беше. Тоа е 2005 февруари месец. Ќе одиме ли, викам, па немаме карти. Па вика, ај, ќе отидеме, ќе пробаме да влеземе. Ќе влеземе, И стварно влеговме, мислам, тоа беше пак некое друго време, нели, пред Имаме 20 шарм години. од Бали. Не се сумневам. Ама беше толку лесно и влегуваме, застанавме тука, после си седнавме и тука седеше тоа Лилијана Петровиќ, тогаш беше Тоше повреден нешто, имаше некоја повреда на ногата. И знам дека тогаш јас си придов, а ја веќе долго време посакував некако да ја сретнам, да стапам во контакт со неа и мислам само 2 реда направивме муабет. Следното утро отидовме заедно со Јоце кај неа во Final Cut. На улица Македонија беше канцеларијата. И така ние набрзо подпишавме договор со неа, тоа требаше да биде еден супер проект Let's Make a Star, ајде да направиме звезда. Најдовме песни, почнав да одам на часови по соло пеење, на часови по гитара. Мислам баш требаше да биде како реално шоу, како се гради звезда. Сега тој проект не успеа, веројатно поради обврските Добро, со они беа Тоше. стварно Пребукирани беа, искуство, така е. мислам се дружевме многу често со Тоше. Така да бидеш блиску до една таква звезда. Бо, Ние си бевме неговите колеги од песни ќе факултета, живеат ама ќе и живеат, преку вистина. вас што ги изведувате и секако мислам дека секогаш, за секогаш ќе бидат тука присутни помеѓу Па нас. еви, младите генерации веќе ми ги бараат на свирки, кои што не ни биле родени во тоа време. Оно што ќе ја замолам во моментов режијата е Јуце да ја слушнеме твојата последна песна. Кажи ми како се вика? Во Тугина, тоа ми е една песна која, ете, беше малку наменски, затоа што многу нашата држава некако ни емигрира, замина натаму. заминува, така да ми беше желба да имам една таква композиција, иако во многу мои песни има такви примеси, но ова беше конкретно за посветена на тие наши иселеници и успеав некако да направам во некој си, да кажам, шпански стил. Ја преслушав, супер. Да, таков аранжманот го направивме намерно, така, да се почувствува една друга нитка, што сакав во аранжманот, ама да остане сепак таа нота на, не би рекол тага, не е тоа тага, ама таа нота на текстот да се почувствува, да. Многу драги луѓе ни заминаа од државата, многу млади луѓе отидоа од Многу млади државата луѓе. и тоа некако навистина е тажно. Мои другари од кога што сме се дружили од детство, кога ќе се вратам во Штип, дали верувате дека немам на кого да се јавам за кафе да испијам од тие што се дружевме, бевме добра банда би рекле ние од 10-15. Сега се најази 15 машки што се дружевме. Знам, Одам еден е во Германија, еден е во Италија, друг е во Швајцарија.
Секој никаде е замина. Од тоа убаво мало кај што сме растеле како деца, сме играле фудбал нон-стоп. Немам, ако ми веруваш, дали може би еден има што е остана, да се видам ако да се подсетам на оние иста детски. ситуацијата. Така е, за жал. Лили, ти знаеш, бидејќи удиш на Кајбирово и јас попутакло од мајка во Пихчево, и никако нема луѓе. Си е тоа исилено. Една штета што е така и И мои луѓе од Штип исто така не се во... Мислам, имам јас се уште со кој да се напијам кафе за среќа. Останати ми се, ама има и доста што се отидени надвор, кај Македонија. Да ја погледнеме, односно да ја слушнеме номирата на Јуце и се враќаме назад во студијата. Нелесно, брате мој, кога си сам во тугина, често седиш сам, во душа со горчина. Нелесно, брате мој, кога си сам во тугина, а се би дал да е она во моја близина. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати, твоето име остави. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати, твоето име остави. Нелесно, брате мој, тугина, радост нема, нема сонце, нема среќа, само тага најголема. Нелесно, брате мој, тугина, радост нема, срце боли, душа стега, тугина се ми зема. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати, твоето име остави. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати, твоето име остави. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати, твоето име остави. Среќо моја, љубов моја си, кажи ми сега каде си, на моите усни печати, твоето име остави, твоето име остави. Да, ја слушнавме и најновата номера на Јуце Панов. Повторно ќе кажам, можете да го гледате на 8 март во Македонската филхармонија, каде што ќе има солистички концерт посветен
ќе речеме за дамите, меѓутоа поканети сте апсолутно сите. Може во придружба на вашите сопружници, момци, дечковци, пријатели и така натаму. Лили, ај ти се договоривме, во први редови сме. Да, ако нема, јас си не оцем кажав, ако нема... Јас си ги чувам картиве. Ако имаме можност, ќе доделиме на... можете да не запратите на профилот на Инстаграм на Feedback со Елена, каде што ќе доделиме неколку карти. Така да бидете, пратете не. Ајде за крај, кажете ми кој е фидбекот од вашата работа, од вашето творење, живење и така натаму. Па фидбекот е дефинитивно таа љубов од публиката и таа Служувам. дефинитивно тоа. Значи се останато е само тековно, нели? Данас сите ни требаат средства за да живееме, но тоа е нормално, ама на фидбекот и тоа што го правиме, многу пати сум си рекол сам на себе, ќе го работам ова по било која цена, па макар да немам и леп да јадам, ама ќе го правам по било која цена. Да. Тоа си ти. И зошто? Затоа што сакам кога ќе нема да ме биде, значи кога ќе заминам, да оставам нешто позади себе и да знам да оставам едноставно трак, да знам дека сум поставил на овој свет, дека сум бил тука присутен и дека сум оставил нешто што се надевам дека е добро за генерација. Аз си оставил многу и верувам дека сето тоа се почитува и здравје Боже ќе се почитува и со идните генерации. Така е. Гледам и сега и ученици, млади, гледам дека ми ги сакаат песните, ги пеат, така да... Ние успеавме ни за професорската работа да направиме Многу муабет. кратко, Елена, да Многу продолжиме. кратко, ама вака ли летна времето? Некако неискажано се осеќам. Да, Ќе си исто и јас. дојдете кај мене на час и ќе си зборуваме. Ќе си зборуваме за тоа, за професорската работа. Добра, ама во секој случај напоминавме дека Јоце е и професор и дека се исполнуваш и на еден друг левел, односно на друго ниво со учениците. Да. Супер. Лили, кој е фидбекот од... За разлика од Јоце, јас не го работам тоа за кое што имам дипломирано исто. Нели можам да сум некако мене тоа не ме толку исполнува. Добра. Свирките се тие што ми дават стварно стимул и музиката е таа што баш ми дава живот и ќе го правам тоа макар и на 70 години само да ме служи нели здравието и баш поради тој фидбек што ми се случува на тие свирки. Знаеш, некако некој можеби нема да го разбере тоа, ама јас баш го разбирам и кога ќе отидам на свирка, тоа што ќе го добијам таму, таа енергија, стварно ми дава живот едноставно. Ми прави убаво. Јас пред да се одјавам, сакам да се седнам вака, ќе се седнам меѓу нив, за да си ја одјавам емисијата како што треба. Искрено ви благодарам од срце што бевте мои вечерашни гости. Секогаш ми е драго кога сте овода. Ние си се познаваме и приватно, се познаваме и вака да ве запознаат и нашите гледачи од малку подруг агол. Што да кажам, освен се гледаме во некоја наредна прилика. Наскоро. Ова мора да има продолжение, парт 2, затоа што не докажаме сме. Нели, Брик? Да. Дојде ни и ти ваму. Си да си седнеме, да си мафнеме на публиката. Ова ќе биде, од таму ќе седнеш, ти направите место таму. Извинете. Може вака цела екипа. Да си се поздравиме. Чао. Мафтаме. Се гледаме во сабота во 19:15 повторно.